Јас оваква кутија ништо немам да бијам. Не е фер сега, треба да оценувам и како се прво ќе го оценам. Завежбачи. Ке нема место за другите, Стефан, престани да. Дури станувам емотивен друго зборам тоа. Ми идат солзи на очи. Ако тие беа 10, ова фаќа нека 15. Ова ми мириса како ништо друго претходно. Здраво на сите, добро дојдовте во моето ново видео. Конечно ново домашно видео со пробување на храна. Толку ми фале овие видеа, значи конечно да имам нешто што можам дома вака да си јадам, да пробувам со вас. И јас кој што гледам ќе ми биде превкусно едно од омилените видеа до сега. Ако сакате уште ваков тип на видеа, ставете лайк на видеото, колку повеќе лајкови толку поголема шанса да го снимам ова пак. Мислам дека последнава година се случи на таква експанзија некако на грчки јогурт. Денес мислам дека за прв пат давам шанса онака целосно да навлезам во тематиката, да видам какви све грчки јогурти постојат кај нас. Јас до сега тие што ги имам пробано, Грекос ми биле најубави, ама видов дека постојат премногу вкусови и денес решив да ги пробам сите и да ги оценам и пишете ми вие коментари дали до сега сте ги знаеле овие работи и кој вкус вас ви е најдобар. Ве молам само внимание во каква кутија добив грчки јогурти. Ве молам, јас оваква кутија ништо немам да бијам. Мене ми е жал да ја отворам кутијава. Јас кутијава ќе се чувам. Тука има 7 различни вкусови. Отвори се. Луѓе, јас не знам како да ви ги покажам да не ми паднат. Ете, тука имам 7 различни типови на Грекос јогурти. Овој првиот е најобичниот Грекос грчки јогурт. Овој го имам пробано и овој до сега ми се свиѓал, така да не знам што тука толку ќе оценувам кога овој ме јаден 100 пати. Ајде да почнеме, мислам дека за почеток е фер да почнеме со основата, па на тоа да градиме. Иначе знаете што слушнав? Дека многу луѓе со овој грчки јогурт прават сладолед. Јас во студио немам нешто со што можам да направам и немам каде во студио да го замрзнам. Уште сега го замислувам ова замрзнато и го замислувам со некоја малинка или со било што да ви е вас омилено овош и да го замрзнеш и да го имаш совршениот домашен сладолед. Ја можам ова вака да го јадам. Значи мене не ми треба ништо друго. Значи јас само ова можам да го јадам вака. И моментов сум искрено многу гладен. Ја можам ова да го изедам. Не е фер сега, треба да оценувам и како се прво ќе го оценам. Мене ова ми е 10. Значи мене ова ми е и вкус на детство, и вкус на лето, вкус на све. Значи ова е најосвежително нешто што можете летово да го имате. Луѓе, јас стварно не знам како на ова можам да дам подолу од 10. Ја не завркавам, јас само ова можам да го изедам. Ја не можам престанам. Не знам дали некој да можам да ви долам, ама што да ви долам, сигурно сите сте го јаделе ова. И густина и све совршено. Ќе дадам 9 само поради тоа што верувам дека наредните ќе не можам да дам 9, 10. Ова е 10. Сега следно што да пробам. Пред да отидеме на вкусови, имаме нешто што се вика Грекос High Protein. Завежбачи. Ова е за мене од септември. Од кој септември? Од овој септември. Од овој септември. Ама на одмор сум од септември. После одмор, ветувам. Не стварно сакам да се позанимавам пак многу посериозно со теретана и ова мислам дека тоа ќе ми биде онака најверниот другар, мада не знам зашто и другите не би биле, ама ова е најверојатно совршениот. 9 грама протеин и 1,5% масти. Овој беше последниот во маркет. Сите го земаат ова. Изгледа ова е главна ужина на сите вежбачи. Јас едва дојдов до него. Леле, сите се многу освежителни, човек. Значи многу ми е. Има различна текстура од другиот. Не знам дали можам да ви го долам тоа. Ако пробам поише да ви долам, ќе ми падне све. Вкусот ми е пак предобар. Мене секогаш кога ги имам оние фази на здрава исхрана, прв пат кога почнам да вежбам и онака да се хранам исклучиво само здраво, многу се радував кога наоѓав вакви работи што не треба да значи дека ако нештото е здраво дека не е вкусно. И кога дознав дека има толку многу здрави вкусни работи, многу сум радосен и ова дефинитивно е нешто такво. Дури можеби за нијанса ми е и подобар од овој. Ама на крај ќе ги рангирам, ама 10. Сега веќе нема да јадам само грчки јогурти, туку сега станува интересно. Сега имаме Грекос со вкус на јагода. Реално постои ли човек што не сака јагода? Ја таков човек се уште немам запознаено. Сигурно не вие не знаете кој не сака јагода. Ова не може да е лошо, значи. Стварно ќе се потрудам да не ми се сите десетки, ама
Гледа колку добро мирис. Луѓе, внатре кога има и парчиња јагода, кога цели парчиња јагода да има. Знаете дека ова е можеби единствениот овошен јогурт што има вистински парчиња овошје внатре? Јој. Овие внатре се вистински парчиња јагода, луѓе. Ова нема да можам да ви го доловам, ама ми доаѓа мир на душата, ми се отвараат сите чакри и почнувам да се замислувам на некоја лежалка и како јадам вакво нешто покрај море, да ме дувка, да ме све. Јој, жими се додека јадам ово осеќам некој мир. Јас од ова видео станувам главен фан најголем на грчки јогурти. Ако подмори сте носеле храна и сте носеле тестенини, паштети и слично, ја ве уверувам дека ви треба само грчки јогурти и ништо друго. Само ова, дај ми цел куфер и можам да одам и доручек и ручек и вечера да ми е. Ја не знам, сега вака имам чувство дека кога некој ова би го гледал, ќе мисли дека претерувам, или дека се занесувам, или дека форсирам нешто, или луѓе, ова да го пробате и вие, никој нема да му даде под 10 на ова. Значи, како би дал некој под 10 на ова? Ја цело го задов. Ја имам уште 2 залка тук. Ќе нема место за другите, Стефан престани да дадеш. Јас веќе треба да престанам да оценувам. Ја мислам дека стварно треба да престанам да оценувам. Глупо ми е да давам само 10-ки. Ама 10. Грекос шумско овошје. Дали може шумско овошје да ми победи јагода? Размислувам вака општо дали сакам шумско овошје поише јагода. Искрено некаде ми се тука негде, ба шумско овошје буквално има и јагода на сликата. Само што има и други работи. Колку боја има. Гледај, тука има парчиња овошје. Си рангирам во главата. Дека е превкусно, ми е скоро еднакво вкусно како јагората и ми е многу слично. Само што нормално ми дава премногу шмек и парчиња. Ја не знам дали некако можам да ви доближам парчиња, али парчиња шумско овошје. Ама, ова ми е 9. Мислам дека толку многу ме освои јагората, што ова ми е исто така предобро. Исто така многу освежително, ама ми е ова 9. И ова го замислувам сега вака да е замрзнато човек. Јас буквално треба да земам, да ги замрзнувам работеви и да правам сладолед од ова. Тек тога што ќе биде. Мене ми е страв сега дека можеби ова нема да може ништо да ми го победи. Грекос кајсија. Луѓе, јас сум многу слаб на кајсија, од причина што баба го правеше најубавиот сок и најубавиот компот од кајсија и јас од таму и од дете мало го имам засакано тој вкус најмногу на свет и ја мислам дека сега ова ќе ме врати скроз таму и дури станувам емотивен друго зборам тоа. Ми идат солзи на очи буквално, ама добро, ајде. Само да биде толку добро. И уште сега гледам исто така парчиња. Че да ви покажам вака. Како да ви доближам сите овие парчиња? Гледате колку парчиња има. Огромни парчиња. Огромни парчиња кајсија. Ова е предобро. Јас се извинувам на сите претходни, ама ако тие беа 10, ова фаќа на 15. Го имаме победникот, мислам дека. Грекос кајсија. Луѓе, јас се прејадов. Предпоследно за ова видео ние Грекос Малага. Одиме у Шпанија, во Малага. Јој, што вкус е ова? Суво грозје? Limited edition. Ова е лимитирано, ако е лимитирано, тоа значи дека после нема може да се најде. Ајде да видиме. Јој, колку специфичен вкус. Мислам, мирис. Ова ми мириса како ништо друго претходно. Еве како изгледа. Ја уште сега го замислам како сладолед, луѓе. Самата текстура мене нова, ми како да јадам малку подстопен сладолед. Размислувам за што да го споредам, ама мислам дека никогаш претходно немам пробал ништо вакво. Ова ми е до сега најуникатниот вкус што ми е многу чудно. Баш како да сум во Шпанија сега отиден. Легалот на плажа и со ова вакво. Ова е суво грозје.
Колку добар вкус дава. Многу ми се свиѓа тоа, го зборам ја у сите видеа со храна до сега. Веќе ви сигурно сум ми досаден со тоа, ама многу почитувам и се радувам кога некој има вака храброст да направи нешто различно. И што кога ќе пробам, стварно ќе немам ни со што да го споредам и ќе ми биде прво нешто такво што го имам пробано. Така да за тоа еден голем аплауз, а вака како вкус ќе дадам 9. Кајсијата уште размислувам на нејца. До крај дојдовме. Јој, одиме на Медитеранот. Со ова одиме на тек сега. Ако до сега викав дека се осеќам како на плажа со овие, мислам дека тек сега ќе се осетиме, да, и вие се осеќате со мене, нели? Ова ако не ме однесе на плажа, ја не знам. Ова е Грекос Tropical Mix, што има кокос, манго и ананас. Многу ми се свиѓа пакувањето и колку е различно од другите, колку е ова поплава. Значи ја веќе пливам кога гледам самото пакување. Браво. И ова е limited edition. И ова е лимитирано така да трк други има. Еве, внатре изгледа. Ја уште сега осеќам како некој коктел на плажа да ќе пијам. И тука има, усите имаше парчиња свежо овошје. Обожавам кокос, обожавам манго, обожавам ананас. Све обожавам што има во ова. Значи текстурата е совршена, вкусот е совршен, тоа колку сите беа освежителни. Извини Кајсио. Јас стварно ќе морам. Ова победува. Ова е мојот победник. Ова е мојот победник. Ако кајсијата беше 15, ова е 20. Трк друго има, ја не знам дали воопшто ќе успеете да најдете. Скриншотнете си, памтете како изгледа, ова е врв. Да ви дадам на сам крај топ 3. Мислам дека најдобар топ 3 што можам да ви дадам. Ова. И мислам дека морам да му дам предност и на ова. High Protein, Кајсија и Tropical Mix. Луѓе, многу ми е важно сега во коментари да ми пишете дали и кој од овие вкусови ги имате пробано и кој вкус ви е вас најдобар. Дали го имате пробано Tropic, дали го имате пробано Малага, дали го имате пробано Кајсија. Кој вкус ви е вас омилен? Многу ме интересира коментари. Ме интересира дали имате исто мислење како мене или некој друг ви е вас омилен. Пишувајте ми доле во везно. Фајде луѓе што гледавте ова видео, лајкнете видеото за уште вакви видеа, сабскрајбнете се каналот и не се гледаме следното. Чао!